Раководство раскарано секој со секого, поделено членство, партиски фракции кои бараат промени, рейтинг рамен на статистичка грешка, никаква идеологија, одработување за интереси на друга држава, заробена партија. Ова се причините зашто СДСМ и Венко Филипче бегаат од избори, како ѓавол од темјан. Поранешни и сегашни видни партиски функционери сметаат дека е сосем очекувано што Филипче се обидува да избегне изборно соочување. Луѓето во СДСМ не гледаат политички субјект на кој би му дале поддршка од причина што нема буквално никаква понуда. Кога се обраќате до граѓаните и кога сакате да ги придобиете, граѓаните сакаат да чујат дека вие сте спремни за политиките за кои што се залагате да излезете на мегдан за да добиете поддршка. И сега кажувате дека нешто не чини, треба да понудите алтернатива, значи треба да понудите програма. Ние реално до сега нешто од програмата не видовме, имаше и програмски конгрес и луѓе и структура која наводно треба таа програма да спроведе, но освен секојдневни излегувања, обвинувања, критики, не слушнавме нешто како понуда. Филипче цело време повикува на некакво опозицијско обединување, а наместо тоа со отровни стрели оди против оние кои најмалку ќе искритикуваат неговата работа. Поради тоа во СДСМ доаѓа до уште поголеми поделби, се појавуваат внатрешни фракции, но и се формираат нови партии од луѓе кои биле дел од највисоките раководни тела на Бихачка. Таа партија важеше како партија отворена за сите. Сега гледаме дека на пример веќе посочува, односно елиминира луѓе кои што биле дел или би можеле во иднина да бидат дел од структурите, бидејќи на крајот вие морате да имате структура за да ја спроведете својата политика, членство, општински организации, местни и така натака. Ако вие си елиминирате сами структурата, тоа го правите за да спроведете нечија туѓа идеологија, и гледаме дека тоа се случува од некои од коалициони партнери, некои од идеолозите. Филипче изворот на проблемите внатре во партијата го бара секаде, освен во своите редови, во обид да го оправда се поизвестниот и нов катастрофален пораз кој ќе им следи на избори. Повторно реши вината за лошиот личен и партиски рейтинг да ја бара кај сите, освен кај самиот себе и своите најблиски соработници. Повторно меѓу главните виновници ги најде и медиумите кои не ги контролира. Околу можни предвремени избори, првиот човек на социјалдемократите на неколку пресконференции реши да повторува дека немал да биде алиби на власта за евентуално изборно соочување. Си имале 2/3, па сами нека си распишеле. Не им требала СДСМ.